Македонија потрошила помалку од Србија, Црнагора и Албанија во справување со корона пандемијата. Само 7 милиони евра од домашниот буџет биле одвоени за набавка на материјали и лекови за заштита од вирусот. Од друга страна, дискутабилно е што владата повеќе пати ја предимензионира државната каса под изговорот и недостасувале пари за справување со корона кризата. Јавноста врие, откако Европската Унија обелодени дека само Македонија не ги исполнила условите да добие финансиска помош. Граѓаните и познавачите реагираат оти не станувало збор за домакинско работење како што се правда власта, туку за лош менаџмент на кризата уште од почетокот на пандемијата. Марија Ристеска од Центарот за истражување и креирање политики пишува дека трошоците за заштита од коронавирусот биле оставени врз грбот на граѓаните. Цело време водат политики да нема трошење од јавната каса, туку од сопствен джеб да ги покриеме трошоците на приватно за да се полнат нечии джебови. А еве тоа е критериумот за помошта. Тој што инвестира и троши јавно здравствен буџет, добива. Ние имаме ист буџет за здравство во 2021 година, како и во 2020-та, кој е донесен пред корона кризата. Јасно ли е кој плаќа, кој добива, а кој губи? За лошиот менаџмент на пандемијата докторите алармираат со месеци. Матичните лекари и стоматолози не добија ниту денар помош од државата. Цела година со свои пари купуваат заштитна опрема, скафандери, маски, ракавици и други средства за дезинфекција. Младите доктори преку организирана акција дури ги снабдија со визири своите колеги од јавното здравство. Најдобро ја изменаџиравте кризата. Оставивте секој медицинар сам да си купува маски и заштитна опрема. Се согласувам дека ќе беше премногу и од ЕУ да земете пари за маски и останато. Срам да ви е. Колачот од скоро 530 милиони евра од Солидарниот фонд на Европската Унија ќе се подели помеѓу 17 членки на Унијата и 3 земји кандидати – Србија, Албанија и Црнагора. Од нив најголем дел ќе добие Србија 12 милиони евра, Албанија 900.000 евра, а Црнагора скоро 200.000 евра. Од Европската Унија објаснија дека Македонија не го исполнила критериумот за финансиска помош. За да аплицира, земјава требала да потроши најмалку 30 милиони евра, а потрошила едва и 7.